Почитуван декан на Факултетот за безбедност, професор доктор Никола Дуевски, почитуван ректор на Универзитетот Свети Климент Охридски, професор доктор Игор Неделковски, ценети професори, рецензенти на учебникот, господин Емојановски и господин Стојановски, почитуван ни продекани, почитувана државна секретарке, директор на Бирото за јавна безбедност, почитувани професори, студенти, присутни дами и господа. Дозволете ми најпрво да ја изразам својата голема благодарност за укажаната чест со своето обраќање пред овој еминентен академски аудиториум, практично да го отворам денешниот исклучително значаен настан како за Факултетот за безбедност при Универзитетот Свети Климент Охридски, за научната мисла од областа на безбедноста во нашата држава, така и за полициските служби при Министерството за внатрешни работи. Промоцијата на научниот труд, раководење со полицијата на авторот професор доктор Никола Дуевски. Задоволството уште поголемо затоа што ова дело, дополнително наменето за студиските програми на Факултетот за безбедност, го демонстрира јасниот научен и стручен интерес на професорот Дуевски и на оваа наша најстара високообразовна институција од областа на безбедноста, фокусиран на тамошното истражување на полициското работење, на натамошно теоретско обсервирање и анализирање на полицискиот систем и неговата мултисегментарност. Всушност, дозволете ми да нагласам еден личен впечаток. Овој научен учебник и труд го гледам како логична и пожелна консеквенца на предходните повеќегодишни конкретни напори на авторот, но и на други научни експерти. Преку следењето на современите светски научни безбедносни трендови и предизвици, подлабоко да се навлезе во истражувањето на полициската практика, на позицијата, на улогата, функционалноста и ред други градбени структури на полициската служба. Без да ми биде замерено, дозволете оваа континуираност да илустрира макар со два такви стручни труда, на чии што промоции, патем речено, имав честа и лично да присуствувам. Едниот е полицијата и јавноста, каде што заедно со почитуваниот професор Мојановски, автори професорот Дуевски, и делото вовед во полициските науки на професорите Рајковчевски и Дуевски. Овој пат во трудот раководење со полицијата, авторот оди чекор понатаму, детално и стручно апсолвирајќи еден од се чини круцијалните нивоа на полициското работење, а тоа е раководењето или менаџирањето со полициското работење, а низ призмата на сите актуелни и валидни образовно-професионални, организациони, законски и други политички стандарди на времето во кое живееме, во кое што суштествува кое било современо демократско општество. Почитувани присутни. Овде би сакал да направам една мала дигресија. Практиката и науката отсекогаш биле и се тесно поврзани, упатени една на друга, и ниту едно општество не може да се надева на успешност без следење и конкретно имплементирање на нови научно-истражувачки сознанија, како фундаментален предуслов за развој и прогрес, независно за кој дел од општеството станува збор. Во тој смисол, трудот на професорот Дуевски, според моје длабоко убедување, целосно ја запазува таквата нужност, вредносно структурирајќи го истражувањето како корелација на практичното и теоретското. Така што тргнувајќи од современите потреби и позиции на полицијата како безбедносен сервис на граѓаните, авторот дава сеопфатен преглед на местото и улогата на раководењето во полицијата во денешни околности, осврнувајќи се и на идните перспективи и тенденции во тој домен. Од гледна точка на Министерството за внатрешни работи, односно полициската служба, не можеме да не истакнам дека со оваа книга нашите полициски службеници добиваат важен и стручно провокативен труд како во поглед на неопходното надградување на професионалната наобразба, така и во поглед на можноста на креативно антиципирање на изнесените обсервации и премиси на политичкото функционирање, а во насока на нормативното, организационото, структурното, оперативното напредување на работењето. Исто така,
во овој труд има квалитетна образовна рефлексија и врз самите студенти и потенцијално идни припадници на Министерството за внатрешни работи и нивното остручување. На крајот дозволете ми уште еднаш да го споделам со вас своето уверување дека овој научен труд на професорот Дујовски, раководењето во полицијата не само што значи крајно вреден допринос во библиографското збогатување на еден исклучително важен сегмент од безбедноста, како што е полицијата и незиното функционирање, туку истовремено представува конкретизирање на приближувањето на теоретското кон практичното, целејќи кон напред и развој на стручната мисла и действителноста во функционирањето. Упатувам искрени честити до професорот Дујовски, до Факултетот за безбедност за ова нова, а важна академска контрибуција во интерес на образованието, на институциите, студентите, полицијата и се разбира на нашето општество. Посакувам исто така многу здравје и многу научни трудови на сите вас ценети професори, заради тоа што треба да разбереме, науката е темелот на едно општество, а мислам дека малку заборавивме на таа вредност. Ви благодарам.